Поштувани, еве сме во емисијата Очи во очи на телевизија 24 на крајот од оваа работна недела. Можеме да ја затвориме со вообичаено слободна тема, добра прилика за сумирање на настаните кои се случија или се случуваат, дополнително ќе се развиваат во принцип кај нас тоа така и оди се останува некако отворено, недовршено и постојано има можност и она што наизгледе затворено, всушност да може да се дискутира и преиспитува на многу начини, од многу аспекти. Токму тоа ни го овозможува и слободна тема, се што мислите дека е актуелно и дека ќе биде и особено дека ќе треба да се анализира и да се дискутира во иднина, можеме да го направиме тоа во овие предстојни минути. 60-91-924-925 се добро познатите телефонски броеви и можеме веднаш да почнеме. Повелете, добар ден. Ако го имаме првиот гледач. Се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, гледачка, да, ете. Повелете. Да. И сега вака, ја би кажала за ова сајбер нападите. Па добро, со тие сајбер напади више што направија. Па има USB, земи вади на USB, чуе на страна. Сега ние лајци ли да им кажуваме на овие IT инженерите? Значи, и да не наведувам други работи, нема време. Така да има некој што може да се стави на лако и утре било што да се случи, да има не дај Боже да се случи нешто бетер од сајбер напад. Ја не знам како ќе се најдат и што ќе се најдат на толку осигуреници и се. Значи мора нешто да се направи, него не се сака, не дека не знаат и не можат, него не сакаат едноставно. Ние сме лајци, па колку се разбираме, не натерало да речеме, ако сакаме да направиш нешто и да се разбираш. И сега ова за уштип ми беше, овие полицајците почнаа да се бунат, не знам, таму кучката Цета, Цатот, што барале, како барале и почнала да се бунат дека тоа не било истина. Како не било вистина кога го гледаме на видео дека нешто барат. Сега не било дрога, него барат, ама што има ти да бараш навечер нешто, па утре ќе се раздени, па ќе бараш и ќе правиш. Значи, не можам да сватам, луѓево малце ли ги пипне вистината и одна тука наоѓаат и се организираат во ред, убаво е, само ако се во право. Меѓутоа, јас дека како што гледам, не гледам дека се во право. Ти ноќе нешто, па лекови ли фрлиле на некој или инсулин, да не умре му фрлиле, па ли го барала. Значи, стварно не можам да онаквам толку хитно и сега, и еве гледаме полицајци, па може да се види по имотот на полицајците колку имат плата и од што колку добира. Еве најкратко, мислам, не мора да биде нешто друго. Јас колку читав тука, дека од 57 ли нагоре илјади биле полицајците овие затворски со плата. Ви благодарам, ве поздравувам, но наводно го барале скапиот часовник на затвореникот кој го изгубилете, играјки си со кучката која што се спомнува и на којете тоа е вообичаено да се носат скапи часовници, генерално затворениците, мобилни телефони и така, тогаш полицајците излегуваат пресред, таа стражарска служба, па несебично им помагаат да ги најдат своите вредни изгубени предмети, додека ете несебично хумано си играле со животните тука, споделувале топлина и ете, затоа да излезат пресред и тие и од тоа сега да се прави нешто и да се вади од контекст на вистина, велам се, тоа е вообичаена работа и ништо за изненадување. Слично како и со сајбер нападите кои ги спомнавте, во овој случај пак сајбер нападот е нешто што може би е и нешто што предизвикува и најмала опасност. Проблемот се оние кои не се дел од сајбер нападот. Во овој случај имаме директно инволвирани одговорни физички лица, ништо виртуелно, во државни институции. Не пропаднал, колку што јас разбрав, или потпаднал, или бил предмет на напад системот. Се си било во ред, но некој работи со тој систем. Работи тој на кој му е дадена довербата, високи места.
И вообичаено, како што сме навикнале, дали е министерско, директорско, премиерско и така натаму, одеднаш гледате злоупотреба на податоците. Така да тоа е тоа околу некој сајбер нападот, кој, а зошто сајбер напад? Па имате директно, значи гледате човек кој е на раководно место и кој има пристап и зошто ви се мачеле со сајбер напади. Вака е најефикасно и најлесно. Тоа е тоа што загрижува. Не е проблемот компјутерскиот вирус. Проблемот е човечкиот. А тој е очигледно насекаде, гледате, проширен и ја шири немилосрдна инфекцијата. Не се знае, впрочем, има ли некој да не е зафатен од него. А сите изгледаат исто. И сите се наводно во ред недопрени од таквиот вирус на корупција. А потоа не знаете, тоа е најопасното. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Благодарам. Молам. Па на граѓаните во Македонија треба да им е јасно дека во затвор сега е привилегија да си во затвор. Аха. Затоа што тоа не е затвор, тоа е градинка за забавување на возрастни лица кои направиле кривични дела. Си играат со топка, си играат со кучка и слично. Значи, каков затвор е тој кога затвореникот во секое време може да излезе во тревникот и да си игра со кучето или да си бара топка. Тоа не е затвор, тоа е место за уживање на поединци веројатно. И тоа ќе се поврза, не знам, веќе хаос ми е во глава, не знам што ќе кажам, може и ќе сгрешам. Со ова пред некој ден што ви кажав дека имаме неписмени луѓе во нашата администрација и локална и на централно ниво. Со објектот што беше за легализација и продишти. Како со судов. Па законот им дозволува, затоа тие си играат со народот. Сега ние бараме судијата е виновен, а обвинителите и адвокатката сгрешила. За случајот од Гостивар. Веќе ми се превртува желудникот, да ви кажам. Па не ли е срамота да не поднесат жалба? За Тетово мислите, да. Тетово или Гостивар за Девојчево? Да, Тетово, да. Нели толку се они неписмени, па не знаеле дека и они треба да обжалат? И сега судијата е виновен. А од друга страна, како може законот тоа да му го возможува? Кој ги носи тие закони? Значи неписмени луѓе ги носат законите. И ние сега викаме Мицковски да влие. Па Мицковски не може да влие. Незаконски е. Мицковски има големо мнозинство. Избран е со многу гласови и власта ја има во владата, во парламентот. Да може да најде луѓе што ќе му донесат закони што доликуваат за човештвото и да ги смени сите закони затоа што има двотретинско мнозинство. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Но за жал така е, да. Ако нема жалба од ниедна страна, нема пресудата станува правосилна. А ако има жалба и од обвинителството и од одбраната, тогаш на таа друга инстанца може да се добие и поголема казна, но и да се намали или да се потврди. Ако има само од одбраната, нема од обвинителството, како во овој случај, че обвинителството не се жали дека е казната премала. Не може казната да се зголеми. Тоа е објаснувањето сега. А оди на друга инстанца врз основа на жалбата на одбраната, која е незадоволна со висината на казната во смисла дека е преголема. Тоа е сега друга работа, што во принцип обвинителството се жали секогаш дека казната е премала и бара поголема казна, а одбраната секогаш во принцип се жали дека е премала, превисока и бара помала. Сега во овој случај обвинителството не се жалело, само одбраната дека е превисока казната и во Тетовската пресуда, Тетовскиот суд можел да донесе, според објаснувањето, го толкувам, тој член 428 од ЗКП, само да ја потврди или да донесе пониска пресуда. А сега како се стигнало до таму, тоа е друго веќе, но тоа е тоа, состојбата на системот. Состојбата на системот, како сме стигнале до таму. И сега може само да констатираме, тоа е Тетовскиот суд, само тоа, да го констатира или да ја констатира таа казна или да намали пресудата.
Имаме реклами, предпоставувам, ако е така да ги погледнеме, па се враќаме за кратко. Следниот гледач, добро, темата е позната, слободна тема, така да повелете. Добар ден. Добар ден, повелете ако се слушаме. Го имаме? Да, повелете, ве слушам. Се слушаме? Да, се слушаме, вие сте повелете. Така. Пошто има мицковски мнозинство, посхитно во парламентот да закажит нов референдум, народот да се изјасни на тој референдум, прво да го вратиме името назад. Второ, сите суди реизбор, да им се испитаат дипломите, кој кај завршил, кој како поправал оцени, кој како полагал, кој колку научил и да полагат наново правосуден испит, да видиме како положили и како поминале. Во собрание да се донеси одлука, да се укинат сите градинки джмурки во заграда што се оформени квази факултети. Слушам луѓево, што да му тетово по диплома. За еден ден оди диплома носи од тетово. Кој е тоа општество што се изградува со писменост? Каква писменост ние градиме? Сите се викнале и гледаме медицинарки, не знам, се и те што слушам. Жмурки, значи, има таму, појде, плати таму колку платят, еве го со диплома. Па држава тој не може да води. Тој не е грамотен прво, не е писмен. И тие сите суди, таквите, тоа го прават. Тие се од тој производ таму. Тоа треба да се укини, да се уништи. Државава мора од корен да се реформира. Благодарам, поздрав до вас, до слушање, повелете. Добар ден. Добар ден, кој ни е следниот соговорник. Повелете. Благодарам, поздрав до вас, до слушање, повелете. Добар ден. Се слушаме? Добар ден, кој ни е следниот соговорник. Повелете. Да, ве слушам, повелете. Повелете. Вие сте, повелете, да, ве слушам. Диме, Повелете, да. ќе ве замолам тајмерот, ако може. Да, еве го, кај мене го има, веќе би требало. Слободна тема. Добро, благодарам. Повелете. Видете, човечкиот вирус за мене е суштество. Разбирате? Само да. суштество, не човек може да има вирус на нечовечност. Толку за тоа. Ништо за моите права, кои ми се дадени како граѓани на Македонија. Прво, ќе ја спомнам простите. Гордата Гордана ми го даде правото, не е прв пат го кажам, прку Сократ ми го даде правото, оно што го носам во душата да го кажам. Така. И сега ќе го кажам. Гордата Гордана за мене никош нема да биде председател, затоа што ме пострамоти пред светот и Европа, со тоа што категорички, нема да кажам Северна Македонија, приспат не кажа, па со тоа памфлет и така. Сега за едно друго суштество многу потмурно. Шпиц играчов на ЛОП, на ДПМН. Мојата татковина ја нарече мочуриште. И сега ќе кажам. Додека сум жив, тоа не го опростувам. Мојата татковина е Македонија и тоа треба да знае. Еднаш за секогаш. И да биде малку пристоен во неговите искази. А тоа ДПМН узурпирано ВМРО, како придавка, узурпирано. Они не го заслужуваат. ДПМН растори куќа или растори држава. Кога ДПМН, кога Белата палата со црни пари, украдени, ја врати на народот, ги
ги врати нивите, плацевите, деловниот простор што го имат из Македонија, тогаш ќе се прашам дали ќе го ДПМН ќе го кажем онака како што треба. Така. Ова едно за секојаш треба да се рачисти. Благодарам пријатно. Благодарам и јас. Поздрав до вас. Повелете. Добар ден. Ало, добар ден, Гошо. Се слушаме. Поздрав. Повелете. Поздрав. Благодарам. Се кажам само да... Да, се извинувам. Слушам, да. Слушаме? Да, одлично. Ака, Повелете. во врска со судиите, ќе кажам, само не се слушаме пред 4 години еден водач, ако може да речем, кој беше без водачка дозвола возил неколку години, и го смрти брат ми правилно претисувајќи преди да неговата лично дирекло и нему брат ми лице месо погина. Тој човек, тој водач, односно не водач, без водачки положен испит, пред тоа имал 4 кривични сообраќајки со тешки телесни повреди. 2 години обителот избегаваше да дојде за нарочиште, одлагаше. Кога дознаве дека сакал да избегат, водачот во Австралија, кај сестра му, отидов кај обвинителката и предложив да преземе мерки за безбедност за осудување, за судење да биде пред судниот. Кажа дека намерава да оди во Австралија, па што ми одговори беше, па што ако одеше после 10 години се врати. Значи, делото беше тоа негде до 5 години максимум казна и уште 5 години 10 години, значи самите обвинители се да застари. Зошто? Затоа што бил сведен да паманеците. Друга сообраќајка со така мој близок, некоја старица претрчала преку улица, не огледајќи, не внимајќи, не гледајќи дали е кола, по незнина вина, 99,9 беше осудена посто, крива, виновна, меѓутоа, мене ми еден пријател од ранокот на ДПМН вика дека ќе биде тој осудена не старицата. Зошто? Затоа што ВМРО ДПМН му влетело да се вработи, не се вработи, да морат и баре да бидат парично осудени за да добијат некој издржавање. Значи, додека се ДПМН се да самозатови са најголемите криминални групи, ни суди ќе бидат некорупирани, и суди корупирани, и обвинители се корупирано, и властите сите корупирани. Затоа само и ДПМН закасен тешко на Македонија. Македонија одни пропадна, Благодарам, поздрав до вас. Повелете. Добар ден. Поздрав до тебе. Поздрав, исто се слушаме, да. Чувај тамо кислородна подршка, некој гледаш ваздух не може да примат. Што сакаат све да кажат. ВМРО ќе го врати имотот, кога ќе го врати СДСМ имотот што го наследи од народот, со народни пари, објекти градени, они си ги присвоја како наследници на Сојуз на комунисти. А не сме сите цеа комунисти и не може нашиот имот да го наследи само таа партија, толку околу тоа. Околу ова, вот ето, кога ќе гледаш вака формата, која гледаш, све е по закон. Да. Ако не навлезе во суштината. Значи, обвинетиот се жали за да му се намали казната. Јасно. Обвинителот се жали за да се зголеми казната. Јасно. Во случајов немаше жалба од обвинителот, се жали обвинетиот и му се намалува казната. Како да зголеми судијата? Нема жалба од обвинител. Нема, Да, значи судијата така испаѓа дека е по закон си работи. Тоа као тендерите исто. Сите тендери се по закон. А уствари се знае што е у позадина. И ова исто е. Све е по закон, а содржината е уствари мафија. Тоа е едно злосторничко здружение. Таа апелацијата од Гостивар, например, што дозволила да се врати случајот или да се намали казната. Они се уигран тим, знаат како тоа функционира и на крај све да испадне, кога ќе видиш големата слика, све е по закон, а всушност мито, корупција, све е договорено. Не знам што не е јасно. Не бива, значи, ако не се сменат, Исо пак ќе кажеме, како да се реши ако не се сменат овие луѓе? Него Вардар смени 11 играчи, 12, ќе испаднеше од лига, сега во финале на купот ќе игра. За 2 месеци разлика. Нови играчи донесе, друг тим, истото е, ама кога ќе каже Мицковски дека треба да се менуваат, одма влијание, одма партиски, вакви, такви, и да е партиски, треба да работа. Благодарам ве, поздравувам, ете интересно, ако не се сменат, ништо велите, или може би да се смени моделот. Па во која смисла? Имаме јавно здравство. И во која, односно, кој е фајде од јавното здравство? Особено за
потешките болни. Еве, онкологија, гледате како е. Или треба прегледи, снимања и така натаму. Задолжително јавно здравствено осигурување на секого му се одбива, цел живот плаќа, а потоа не работи апаратот и така натаму. А инаку работи ако приватно, тогаш може веднаш. И сега слично и тука изгледа. Ова е јавно правосудство, како јавно здравство. А кога е јавно, работи како јавното здравство, очигледно. И, па во која смисла? Зошто зимаат адвокати луѓето за одбрана? Ако не земе, ќе му биде доделен по службена должност. А какво фајде од тој по службена должност? Колку ќе го одбрани? Како ќе го одбрани? Па затоа ќе земат приватен, не прашуваат за пари, ќе продадат што имаат за да добијат некаков ефект. Секако поголем од тој по службена должност. Сега каде цаката, така да се каже? Па јавното обвинителство, затоа е јавно. А не можете да земете приватно. И тука нема мрдање. А ако би можеле да земете и јавен обвинител, односно обвинител, приватен обвинител, како што земате приватен адвокат, да не е по службена должност, значи зборуваме за тоа да се, ако не може да се сменат тие, да се смени моделот. Па кој сака адвокат по службена должност, обвинител по службена должност. Кој не сака, си најде обвинител приватно, па да го плати, па тој да изведе докази, па нека помине низ процедурата. Па ќе видиме тогаш дали обвинителот ќе се бори да најде докази, да ги презентира и да си работи својата работа, која обвинителот ја има. Исто како што и адвокатот, бранителот ја има. Тогаш во вистинска смисла, со вистинска сила, да се спротивстават доказите за и против. Односно, обвинителството да ја врши својата функција, а тоа е да ја докажува вината, која му ја става на товар на обвинетиот, а бранителот да ја докажува невиноста на неговиот клиент. Вака, гледате, едноставно во ситуации, еднострана е, асиметрична е позицијата. Имате приватен адвокат, бранител, а имате јавен обвинител. И сега тој во некој случај може да функционира добро, зависно од околностите, во други случаи, велам, како јавното здравство, може едно не работи апаратот. Па дајте ни модел тогаш, а не задолжително здравство. Кој сака, нека плаќа за тоа здравство, но кој не сака, нека плати за приватно здравство. Па ќе видиме дали ќе се смени ефикасноста. Или кој сака, нека има јавен обвинител, а кој не сака, нека си најде обвинител по приватна, со приватно си го ангажира, да има достап до доказите. Па да видиме тогаш да се вкрсти и да видиме кој како работел и кој како е заработил платата. Но ако приватниот обвинител докаже и изнесе докази кои јавниот обвинител не ги понудил, тогаш да се преиспита работата. А не вака ништо. Сега сме дошле до крај, па се е по закон. Јавниот обвинител не се жалел. Па зошто не се жалел? Напротив, дури јавниот обвинител се чини имал улога на бранител. Ги помешал работите. Му се приклучил на бранителот. И тогаш јасно е што можел судијата. Тоа се работите кај нас. И едноставно, со други зборови, кој гарантира дека максимално одговорно во она што е работните задачи и обврски на таа позиција, дека така ќе ги реализираат. Тука се тие контролори, затоа имате шеф на обвинителство, па шеф на шефот, па така натаму, па се до републичкиот обвинител. Или председателот на судскиот совет за судиите. И сега имаме толкување од председателот на судскиот совет, судијата пресудил така, па добро, а како ова објаснување зошто обвинителот? Седно може би е во право обвинителот. Немавме докази и готово. Велам, хипотетски може би е, затоа што ова не е проневера некоја. Имаме дело со смртни последици. Не е непостоечко нешто. Нема пари, кој ги земал не се знае. Имаме, се знае кој ја предизвикал несреќата и какви последици се. Не е тука може би овој, може би оној. Но кои се затоа доказите кои обвинителството ги изведува, една контрола токму не нужна внатрешна. Затоа е таа хиерархија таму, која ќе
спроведа тие, па се до државниот обвинител кој сите ги контролира. И сега Камбовски на судски совет вели, па прашајте ги, упатете им нив прашање. А се едно завршена е работата. Имаат ли обврска да спроведат таква и да спроведуваат? Ова е нешто што излезе во јавноста транспарентно. Колку не се излезени? Имаат ли нешто во рамки на работата? Не е јавно, туку токму во рамки, затоа се шефови, да ја проверуваат работата. И сега, потоа зборуваме за доверба во судството, за пропусти во судството, се бара разрешување, а сега да се даде друга шанса. Па не може, мислам, како давате друга шанса? Тоа е она што е симптоматично. Се дава друга шанса за нешто што нема таква тежина. Не може давате шанса за некој кој му давате шанса повторно сега дали со животни судбини ќе направи нешто или не. Тоа е, може да дадеме шанса, некој грубо се изразувал тука, па еве друг пат нема, ајде друга шанса, немојте да користите вулгарни зборови. Ако не, ќе ве исклучам и толку. Ајде друга шанса, да видиме втора шанса, сега може би да видиме со Кочани, тука може би ќе биде секако што треба. А ако не биде? Повелете, добар ден. Поздрав. Поздрав исто, да, повелете. Па видите, држе вода ова што го кажавте за анархија и за прифатен јавен обвинител. Знаете каде има прифатен јавен обвинител во земјите? Кажете, да. Во Англија. Аха, да. Од Ирска е човекот, прифатен јавен обвинител и кастре све пред него. Так. Не гледа тука националност, не гледа ништо, све кастре. Так. И затоа што го заклаа полицајецот пред самата чувара што му беше пред амбасада, знаете, се сеќавате. Да. Па на смртна казна го тера. И на крајта екзекуција во Америка му извршија. Сега, за анархија. Па овде нели гледате вие дека анархија ви прави самото ВМРО, овој што го бране ВМРО толку време. Ја не сум партиски определен, неприкосновен сум. Па тој сака да ви стави власт во Македонија, а тие се најголемите криминалци во Македонија и се пуни со бизниси. Аеродромот кај што требаше, мислам, во Штип да се прави, ставија панели, хидроцентрали. Да не набројувам и тие таму с поло, тие ги знам, пошто кога работе во полиција, сите ги знам тие од ВМРО, кои беа голи кучиња, сега се полни пари со вили, со куки, со све и свашна, и со трансфер сметки. И немој така да се занесуваат овие од ВМРО, ти реков ми рече. Дури ме нервираат такви типови што ги домакнаа од село и ги направија некои нешто по градовите. Ние сите ги знаеме тие интелектуалци како мене што се градски луѓе, што ја напуштија земјата, од какви копите ја напуштивме ние оваа земја и зошто се боревме за оваа земја и крв оставивме на оваа земја тло. За такви копита да работат во администрација и да се тука преку телевизија прават патриоти. Мене ми е преку глава од такви луѓе, неприкосновени, несоодветни, да комуницираат за некои луѓе и да ги прават, да ги величат дека се некој нешто, а се никој ништо. Тоа се однесува за двете. Така, благодарам, истече времето, само ве молам, не се револтирајте и да не внесуваме тензија и директно кон другите со нешто што оди кон навреда и лесно и може да ги надмине и тие граници. Повелете за следниот гледач. Добар ден, повелете. Поштовање, господин Исо. Исто така, повелете, се слушаме. Поздрав до вашите слушатели и гледачи. Ви благодарам. Се сложам со последниот. И ВМРО СДС исти се. 33 години му нанесува големо зло на македонскиот народ. Тие се зло без кое не се може. И ние луѓето сме криви. Кога ќе ми текне од 91-2 се тепаме другар со другар, брат со брат, да ги изгласаме ВМРО и СДС. Исти се. Никој не мисли за народот. Некој да најдат мичковски модел како да изгласат нешто, да ги снема од ова политичка сцена. 10 години да ни дојде друг да ни владее, друг да ни правда да ни дели. Ке нема ни непотизам, ни ништо. Некој ќе ме искритикува, ќе кажам само од Словенија 10 години. Ке рече некој доста со Словенија. Ништо не правиме вака, исти се и ВМРО и СДС и ДУИ.
само болка ќе ни нанесува во наредни 30 години, кој знае дали ќе бидам жив јас. Исти се сите се тоа криминалци, почнувајќи од советници, градоначалници до пратеници. Никој не му мисли добро на македонскиот народ. Само ќе се нервираме, а овие емисии се издишен балон да се издишиме. Пошто неправда ќе владе Бајаги, Калимеро уште долго ќе бдее над Македонија. И што обеќаваше господино Мицковски ВМРО, името да ни го врати. Доста со тоа само фрлаше пувки за тие избори, а уште сме Северна Македонија. Да дефинирам, исто зло се и ВМРО, и СДС, и ДУИ. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, поздрави до вас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден. Со последните двајца се слагам со тој господинот од Преспа. Со него никад не сум се ни слагал, ни јаш како вика, имотот на ДПМН нашите не враќаме, не враќаме. Па сега последниот господин што збореше од Ѓорче Петров, мислам Никола се вика. Па со него највише се слагам. Он неговата идеја сега за словенците, не би рекол за словенците, може и американците, може и било кој, само овие партии да ги снема више. И он ги вика, партии зло без кое се не може. Зло без кое се не може само жена. Иначе без партии ќе бидеме среќни, тоа пресреќни. Така и пресреќни би биле со партии. Па по некој аналитичари, Грчев Мирослав го чита пред некој ден, многу бе и со земја имаат украдено бе, партии. Па градеж на земјиште, од кој што пишуваат 10.000 хектари имаат украдено. 100.000 хектари земјоделско земјиште. Па овие две партии со нема општина кај што немаат имоти. Да се чудише, чак и згради имаат. Толку се богат. Па ДПМН ми се чини е најбогата партија во Европа. Ја како што знам како што пишуваат. Со најбогата партија, со најголеми имоти, највише пари. И ко граѓани што и мислам на државата и ко што мислам за народот посреќен да биде, дај Боже ко Никола што мисли. Да ги снема више од политичка сцена. Исо, на треска немој да идеш, не јаде, уште е, прибава. Пријатно, поздрав. Благодарам ве, поздравувам. Добро, ова со жените, како, обид за малку духовитост, несолена шега, но јасно е дека не се може ниту без жените, ниту без мажите, односно без човештвото воопшто. И тука, подеднакво, како би кажал, се и неопходни и зависни едни од други воопшто за човештвото. Земјата, планетата, природата, животните ќе си постојат, но човекот е комплетен и со жената, мажот и жената. Така да, дефинитивно, зло би било ако недостасува еден од нив, би рекол. Повелете. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете, добар ден. Јас ве слушам. Да, и јас ве слушам, повелете, во програма сте. Добар ден уште еднаш. Благодарам, добар ден, повелете, да. Вака, се сложувам со многу гледачи кои кажаа дека се непартиски ни за едната, ни за другата партија. Меѓутоа, стварно мене ме нервираат овие од СДСМ, кои ќе излезат и реформи некои ми спомнуваат. Прво, ја не знам какви луѓе се тие и се кажуваат народни пратеници, овие што беа министри, премиер на влада, едно друго, тие сега се народни пратеници. Тие изгубија секаков имунитет. Тие не треба да се појават пред народот. Не е овамо медиум и од нив бараме нешто конструктивно. Пред некој ден односно Европска унија кажа дека митото, односно корупцијата кај нас не е намалена. Апсолутно се зголемува. Да, за жал. А владата има само една точка. Да реши, ќе биде решено све. А тоа е да го намали иселувањето бар за 10% годишно. Со тоа ќе се отворат 101 прашање или подпрашања кои треба да се решат. И тука е здравство,
корупција, партизација и други сите оние работи за кои не обвинуваат, непотизмот поготово. Судството е криминално, се докажува од ден на ден, не 2%, тоа не е ни 0,2%, нема ништо позитивно. Меѓутоа, пак ме разочара овој Мицковски, што му дае директорско место на Богоевски. Не знам што менаџер, што квалификации има тој човек. А 80% се такви што се менаџери, директори на јавни установи и ова. Па срамота за пари се го продадов. Благодарам ви, ве поздравувам. Кој знае, се чини дека законите ги спомнавте. Дека се што се прави, ако е незаконско, тогаш ќе се сменат законите за да стане законско. А ако пак не е според законот, тогаш ќе се усогласи така да накрај повторно биде во рамки на законот. И како и да го свртите, се накрај се сведува дека е според законот, а довербата паѓа, луѓето незадоволни. Така гледате некако контрадикторно, но и во овој актуелен случај со таа трагедија загуба на човечки живот во Тетово, како и да е, двете страни се всушност незадоволни. Пресудата во Тетово, самото рочиште, беше заради жалба на одбраната, за да се намали казната. А судијата не ја намали. Да ја зголеми не можел, гледате, тоа свативме сега. А тука се другите околности од кои не добивме одговор, велам, обвинителството воопшто или предпоставените, барем за сега. А пак да не зборуваме за тоа дека оштетените се незадоволни. Кои пак очекувале, кои сега, кога гледате премиерот и министерот за правда, беа изненадени. Очигледно не знаеле и тие, требаше Камбовски да им открие. Дека не може да се зголеми. Или Малиновски, адвокатот, да им каже, да им порача дека бранителот нивен на семејството требал да ги информира и нив и јавноста дека не може да се зголеми казната. Значи, всушност, што сега? Адвокатот, бранителот на оштетените се чини ги ставил во заблуда, не информирајќи ги дека не може да очекуваат зголемување на казната. И сега и тие, па се до министерот за правда и премиерот се е зачудени, најблаго кажано. А исто така и исто така и обвинетиот. Заради кој овој процес во Тетово, рочиштето и се одржа со една единствена цел. А тоа е барањето на бранителот да ја намали казната. И всушност и тој е незадоволен затоа што не успеал да ја намали казната, бранителот. Судијата во Тетово му ја потврди истата. Значи, попусто се жалел, не му ја намалил, незадоволен. А и оштетените се незадоволни, иако е потврдена казната. И се е според законот, а никој незадоволен. И довербата паѓа. Каде е проблемот? Повелете, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Поздравам слушател. Да, исто повелете. Слушател, поздравам и од мнозинство граѓани што дадо доверба на ВМРО да помане, на Христа Мицковски, да поддржуват. Мака сега, ово судство од 91 година. Од 94-та негде кои беа криминалци, корумпирани и уште се тука не се одат. Корупција не видиме, криминал, што не се случи во афери, криминали, тендери, што не се случи. Значи, треба да си заминат каде се гласани, за седмица, па на седмица треба да се разрешат. Тоа треба да го почитуваат на седмица, тоа е законодавен дом
и треба скитно да се заминат. Колку не заминат, треба народот да излезе протест, да ги избрка од собранието. Зорле не се венчале тамо да они да седат и да криминали да продолжат да се богатат. Од судовите. Да ги избркат народа. Ништо друго не престанува. Само седат и подкупи изимат и сите решава заедно и делат пари. Тоа се и Лукчакотиски. Зошто е тамо, каде се појавил, што се завршили добро искуство. Има сега, добре, уште да седе тамо. Да дена му е малку пропуст да го реши овој проблем. Не го реши. А треба си замине, брат. Сите тие што кријат криминалите, подкупните, се богатат. Милионери, они се на милиардери, а не ВМРО града и држава наменски ги користат парите. Наменски со градење, со народот дава, со светска криза немаше цени покачува и цените ги бие покачија. Значи тоа е, има разлика. Иди. Така, благодараме ти, истече времето. Поздрав до вас, добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, се извинувам во моje име што во претходната емисија се направи лоша проценка и моравме да завршиме. Повелете сега, дајте му на гледачот 10 на секунди. Ништо, така им била среќата. Да, така им била среќата, не е никаков проблем со тоа. Добро, знам, но се обидовме да излеземе пресрета, испадна дека сме кратки со времето. Нема врска. Дајте нешто 2-30 секунди, да, повелете барем ова што го разјаснете. Јас се чудам, например, со овие како се напаѓаме толку меѓу себе. Значи, ако се съда само и ВМРО, ДПМН такви, а се 100% од македонскиот етникум, тие, значи не треба македонски етникум да постои на овие простори. Од другата страна, еве ги сега Дуи и остатоко, значи тие се криминогени, значи од другата страна не треба постојат. Значи на овој простор овде никој не заслужува да има своја држава. Во било кој облик, поготово не во овој правосудниот дел. Така испаѓа. Значи ние не ги исполнуваме елементарните работи и потреби на едно човештво во правосуден систем. Или да се надовор само преѓе. Среќа во несреќа, така почнав, е што не се смена јавниот обвинител пред ова несреќата. Мислам, среќа пред една голема несреќа, да не бидам погрешно. Да, разбирам. Погрешно свате. Не, јасно, но во кој смисла? Сега не ќе можевме никакви обвиненија, да имаме освен партиски. Така ќе делуваше другата страна. Илјарата го смена обвинитело, сега сите обвинување се партиски. Или, например, кога бараме сега, не брезне. Замисли колку сме ние како луѓе, како народ безобразни. Кога е за себе лично или за некој близок, тогаш бараме олеснителни околности. Дали било прегледен теренот, необележен пешачки, такви сме, така? Мислам, не се согласувам со ова пресуда. Меѓутоа, тоа е во основа. Бараме те што ќе може да ни олесни нас лично. Затоа сме ние вакви кон партиите, кон државата, затоа што тргнуваме од лични своји услови. Фала ви. Ви благодарам, ве поздравувам, до слушање. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, вие сте, добар ден. Поздрав. Вака, во првиот дел сега да се надополнам само, што рековте кој е крив. Најмногу крив е законодавец. За вакво дело кривично, со смртни последици, ти да дадеш, како што рекол и тој господин Камбовски, он да се врати таа диплома, кај ја добил, не знам, од 1 до 5 години. Тоа е нонсенс. Тоа е автоматски удирање во, не знам како да го дефинирам сега тоа, али тоа е во разум да се даде таква казна, законски, нели, издржана, од 1 до 5 години. И при тоа да се барат ослободителни некои си околности, како што рековме, ослободителна околност е, како беше, небрежност. Небрежност, како што реков, нема. Кај што има опасност по живот или тешки телесни повреди, тука небрежноста треба да биде избришена од било кој член, од било кој закон. А друго што сакав да се надополнам, оние што креаторите на злото, што присудува, тие не може доживотно да бидат ни обвинителни судија. Председател не може да биде доживотно. Да ми простите, поп не може да биде доживотно, судијата и ова обвинител доживотно. Како е таа
Која е таа будалаштина? Кој тоа го измислил? Кој тоа го створил? Не знам дали така е во светот, ама ако е така во светот, овде не може така да биде. Да се гледаме кој зло тие го донесо. Едно и друго, обавезно да има да подлежат тие на кривична одговорност. Фиоките во кои што имат предмети, тоа треба да се прочешлат и самите фиоки ќе кажат кој е подобен, значи владата нема да има тешка задача во тоа, кој е подобен, кој не е подобен. Фиоката ќе каже, делат предметите ќе кажат колку време ги одоблекувале, зошто ги одоблекувале и тоа да биде поттик за... Так, да, ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме, да. Сега исто вака. Аха, кажете. Значи, целостот ми свежи тебе на тия факултетите од Скопје што се да бидат во Кавадарци и тие двата факултета најповеќе, а дури и повеќе. Значи, Кавадарци е од центарот на Македонија и еден од најразвиените градови е во Македонија. Значи, целостно да се дислоцират тие двата факултета, технолошко-металуршки факултет и земјоделски шумарски факултет, од Кито да дојдат во Кавадарци, ние имаме и котови објекти. Да седе ова Јанеска со Митко Јанчев да заговорат и целосно да се децентрализират, да дојдат во Кавадарци. Значи, ние имаме магистри и доктори на науки, али немаме земјоделски производи. Ја не знам, сега се доматите 200 денари, во мај месец ќе бидат 500 денари. Значи, тие магистри и доктори на науки, ја не знам како ги добиват тие дипломи. Значи, ова влада треба најмногу да инвестира во аграр, Македонија, аграрна земја и ништо повеќе. Ова е порака од натрешноста. И тие министри со земјоделие дојде да направи една репортаж Македонија. Сета земјата обраснат со трње и жбун порасната е. Значи да отворе една јакина во центарот на Кавадарци и да упоштуваат граѓаните за земјоделските производи. Во спротивно, храната до прво ќе се поскапува. Затоа младите не сакат да работат. И онај што е градоначалникот на Битово да му објаснам овој што се јавува, 6.000 евра. Так, да, но добро, истече времето, во друга прилика се чини и воопшто ја подвлекуваме цртата и под оваа емисија и под оваа работна недела со настаните кои ја одбележаа и кои секако ќе продолжат да се развиваат, да се надеваме во некоја поинаква позитивна насока и од следната недела. До тогаш ви посакувам да имате добро здравје, мирен и пријатен викенд и во иднина да констатираме дека работите стануваат подобри, да ќе се чувствуваме и ние подобро од сето тоа. Довидување.